пченка. Се вика Софија и е учителка во градинка. Ме најде на Фејсбук и се договоривме да се сретнеме и да поразговараме за предметот по самосвесно што го подготвувам за учениците. Таа е вистинска млада жена, весела, достоинствена и посветена на децата. Се согласивме со се, освен за следната деликатна тема. Дали самите го одредуваме нашиот живот или тоа го прави судбината? Се покажа во најдобро светло на разговорот за работа. Стефанос, но не ме вработија во училиштето, ми кажа. Немав среќа. Направи се што можеше Софија. Да, а доколку би можела одново да го направиш истото, дали ќе постапиш подеднакво исто? Па може би го направила тоа и тоа. Добро, може би и тоа. Добро, значи ако го направиш сега, би постапила поинаку. Најверојатно да. Направете се што можете сега. Нешто можеби нема да успее. Барем не токму во оваа минута. Но ако научите како да вложувате се во сегашноста, тогаш можеби утре работите ќе се остварат. Направете се што можете во дадено време, затоа што утре мора да знаете повеќе отколку што знаете денес. Постојано учете, искористувате ги приликите. Вооружени со знаење и дејство, самите ќе си одредите судбината. Си биле тројца луѓе и на секој од нив им било дадено по една пченка. Првиот ја изел и го наполнил стомакот. Вториот ги засадил зрнати и пораснале 10 стебла. Од плодовите на стеблата имал доволно храбра за 10 дена. И третиот ги засадил зрнати и пораснале 10 стебла, но тој ги изел плодовите од само едно стебло. Ги засадил зрната од другите 9 и никнале 90 стебла. Повторно изел само едно, а едно и му дал на пријателот, бидејќи ја знаел убавината на споделувањето. Ги засадил зрнати од другите 88 стебла и пораснале 880 и така натаму и така натаму. Денес овој човек поседува половина од селото и половина од селаните работат за него. На крај, животот не е тоа што ви се случува, туку како постапувате со тоа што ви го дава животот. Поголемо значење значи подобри опции, а подобри опции значат подобри резултати. Подобри резултати значат подобар живот. Токму тоа го сакате. За да создадете подобри опции, мора да научите. Накратко, никогаш не престанувајте да учите. Продолжете да учите до самиот крај.